Добро вечер, почитувани гледачи, еве на со нова емисија Отворено за. Овој циклус на емисии посветени на Советот општина Кавадаци, на новиот совет, кој вчера ја одржа 4-та седница. Го привршуваме со Ристо Сакалиев. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Задоволство ми е на ваша покана да бидам гостин, да присуствувам, да разговараме другарски на секоја тема. Вие сте, господин Ристо, кој мандат во Советот? Сега е шестиот мандат, континуитет 6 мандати. Независна листа Ристо Сакалиев, 6 мандати. Не е мала работа. Па, мислам дека брзо минува времето. Мислам дека било вчера. Колку години сте тоа? Па некои повеќе од 20 години. Вие сте бил над колку години отприлike имате? Сега сум 54 години. Значи, од 30 и нешто сте почнали? Па, од кога почнала политиката. Кога не сум сакал, не сум одел, кога сум сакал, сум одел, сум поминувал успешно. Како почна вашиот советнички историја, така може да? Советнички историјат почна во општина Конопште. Ние една мала општина кај што почнавме да учиме политика. Добро. Терахме 2 мандати тамо. Едниот градоначалник ни беше Орце Настов од СДС, другиот од ВМРО. И од двата мандати имавме одлична соработка и општина Конопште имаше. Така е. Точно. Апетити да биде општина, заради тоа што ресурсите беа таму. Почна да се движат работите. Работите се движеа и многу направиха во тој дел. Така е. И тоа стои, вашето стои. Нашето уште останува. Пречката да се растори општина Конопште беше Кавадаци. Кавадаци немаше да прави буџет ако општина Конопште ги земеше парите од ресурсите, по автоматизам паѓа таму и за да опстане Кавадаци мораше Конопште се припаѓа. Најголемите ресурси се водата, нели? Да, и водата и шумата и да. Ако одевме како општина Конопште, ќе бевме најразвиена општина и со буџетот на општината можевме да им даваме на сите плата и да имаме развојна компонента и општина Конопште би пораснала. Можда и тоа грешка што се направи вака, ама па спротивно Кавадаци кај што има голема бројка на луѓе нема да го полни буџетот и ќе има проблем. И сега Кавадаци е 41, ние бевме таму може 500 луѓе. Природно е малиот да се приклучи према големиот и големиот да ги преземе бенефитите од природата и заеднички да тераме. Дали ја чуваме таа природа, шопстипка? Дали сте уште сме така милозливи кон неа, така да кажем? Кон природата, кон ресурсите. Ние знаеме дека Лукар излегува од Конопиште, дека Рудник Ражаново, дека овие две води, Горска и Кожовчанка. Да. Има бенефит природата и бенефитот сега иде во граѓаните на општина Конопште и на Кавадаци, али подедно под општина Кавадаци. Дека не се успорени граѓаните на Конопште да уживаат привилегии што ги дава бенефитите природата, кожа што ги дава. Сега дека нова стратегија се прави, локалниот еколошки план ги штити природни ресурси, водите и шумите. Од позиција на човек кој е од таму и ги познава работите. Дали можеме да го зачуваме тоа природно богатство што го имаме? Единствено. Општина Кавадаци нема друго богатство кое е најблиско. И шумското, и водата, и патиштата, и воздухот на рече. Ние викаме треба природата да ја штитиме. Добро. Со тоа, штитење на природата значи уредување комунално. Добро. А искористување на природата, векот на едно огрено дрво треба да го видиме колкав и на време да го уредиме. Сум горе присутен на терен и секогаш природата останала неискористена. Добро. Староста на дрвото е до некој период и тоа скапува. Значи, немаме водено грижа, оние дрва што треба да ги експлоатираме, него не правилно експлоатираме природата. Природата многу дава, ние не ја уредуваме природата. Ако направиме на споредба една Словенија, една Хрватска, како ги уредува шумите, со инфраструктура, со патишта, со асфалт, природата многу дава. Не ја чариме природата. Ако направиме една математика дека македонски шуми на ниво на Македонија е големо или најголемиот дел е Кожув и Кавадаци, и кога ќе видам дека работи не рентабилно. Значи нешто не е уред? Не е уред. Значи начинот пристапувањето на природата, експлоатирањето на природата, уредувањето на природата е централизирано. Децентрализација се зборува во државата, али повеќе се централизираме. Најдобро ја знаеме природата тука општински и најдобар план ние можеме да направиме како да ја уредиме, да експлоатираме. Па нека не контролираат скопје со инспектори. Да го имаме бенефит од граѓаните, али да дојме до една природа уредена со патишта, со водоводи, со осветлување, со добро уредена шума. Значи, малку природата ја чариме, малку природата ја ставиме во функцијата на човекот и ние викаме да ја заштитиме, ни треба
зеленило, да, зеленило имаш, ама она дрво што е скапува пред да се скапи, треба да го средиш, да го ставиш во функција на граѓаните, да го експлоатираш и тоа е бенефит од природата, ја чуваш за таа тебе да те храни. Голема е природата кај нас, Каладрец има широка планина, не населена, значи ако правиме една споредба овој Мариовскиот дел, земајќи го општина кон опште, помалку населено од Сахара. Така е. Не е тоа чување уредување на природата кога немаш инфраструктура, кога не си направил некој таму да екзистира, да живее од тоа. Значи, ние живееме од градот. Малку се живее од природата, треба тука да правиме нови стратегии, да ја експлоатираме природата, да ја ставиме во функција на народот и у најтешките времиња природата треба да го храни народот. Значи, за тоа ја чуваме. Многу пати сум размислувал, сега со сегашниот и бившиот градоначалник, многу пати сме дискутирале дека Витачево треба да го искористиме, да го урбанизираме, а дека ресурсите на вода што ги имаме горе на шума треба да ги уредиме, да направиме ски центар, да привлечеме луѓе, да го користиме бенефитот на планината, бенефитот на сонцето, уредувањето на шумите, експлоатација на шумите, урбанизација на шумите, градење на објекти у било која сфера, дали како викендици, дали како стопанства, можеме да правиме и стопанства. Не дошло до некој голем ефект, макар што чекор има. Една горска и една изворска води влегуваат со пари, носат пари во буџетот, има бенефит према граѓаните и е добра работа. Али тоа е многу малку. Ние имаме шума кај што немаме пилани. Една или ниедна. На тој дел не се работи, тоа зависи од стратегијата на македонски шуми и односот на централата Скопје со местното население. Ипак треба да му се даде бенефити, треба да се субвенционират тие работи. Ако треба да купиш трупци од кавадата и ги носиш оружје да ги бичиш, не добро, а ние ги имаме таму. На тие теми многу сум размислувал. Решение има, а треба да се заземеме. Треба да се заземеме, треба да прелабочиме во таа сфера. Посериозно да разговараме. Времето не стега. Градот е мал, сите да екзистираме од градот, природата. Сега е последниот момент. Не виситско време, туку последното време. Сега е време кога треба да се земат чекори. Така е. Ние сме направили урбанизации на села надвор од градот. Урбанизирани сме, имаме услови за старински домови, за хотели, за мотели, тие треба да го живееме. Селски туризам. И селски туризам. Многу треба да се работи, али у кратко време. Треба убрзано да работиме, пошто дури почне мандатот и завршува. Србите ги гледаме во последно време многу работата на развој на селата. Селата му се како на разгледница. Да, јас сум размислувал локални субвенции за луѓе што горе гледаат стока, што работат у шума. Да бидат профитабилни, пошто тука нема училиште у селата горе, нема болница и тоа е Луѓето бегаат. Луѓето одат горе работат и се враќаат. И патот од 50 до 17 км му го зима чарот. Сега некоја субвенција што го задржи да работи таму, да оправдува идењето тој. Нема да го врзиме у село да живее кога нема школа, нема болница. Него работат, а бизнисот да дозволи тој да се движи слободно и да не осеќа како трошок. Сакалиев е селски човек и така добро намерно го остави да зборува, ги детерминира, ги нотира овие важни работи кои според мене се еднина на ова општина. Ако ние во градот економијата ја зајакнавме да држиме на едно ниво, сега треба развој на селскиот дел. Али со една добра стратегија, рековте вие, каде одиме? Кон шумите, кон туризмот, кон патиштата, кон големи фабрики и така натаму. Треба да решиме што најпрвено. Треба да решаваме. Концесии за лов, риболовот. Да, може тоа. Да се субвенционира веќе државата, дава субвенции за тоа. На таа сфера треба да работиме за да го растретиме градот, да можеме профитот да доаѓа од планината, од руралниот дел во градскиот дел. Да дајме раздвиженост, луѓето да најдат време да одат барем за викенд горе да уживаат и да профитираат. Значи, викенд со некој мал профит, да не биде само викенд на шетање. Ме изненадувате со вашите размислувања во овој сектор, пријатно ме изненадувате. Вие дојдовте овде во улога на носител на независната советничка листа Рисо Сакалиев. Како сте задоволни од овие избори? Па јас, Маријан, ти по природа ме знаеш, и од многу сум задоволен и од многу малку сум задоволен. Не бе многу задоволен ова. Сега вака. Ќе ви кажам, јас имавме со тебе една средба пред изборите, јас имав позитивна енергија и дадов насока дека овие избори
ќе има конкуренција, малите имаат шанса. Да, така беше. Сакам да има конкуренција. Не сум задоволен од тоа што големите партии, сега конкретно да речеме ВМРО, последните 20 дена во избори, начело со градоначалникот, напаѓа на група избирачи Ристо Скалиеве со недобра риторика. Гледа противник во мене или гледа балансер, стратегијата од централата им беше дадена да направат сами мнозинство и ние сме компактни, не треба никој. Знам дека господинот Јанчев не размислуваше така, али беше турен во тимот да мора така да збори и да мора така да работи. И тоа траеше 20 дена, ние гледавме, бевме публика, ние работевме на свој начин и у кампања ништо не ни сметаше. Да, всушност се дозволено во кампања. Тоа е се дозволено, тоа е еден спортски надпревар и на крај чекаме резултат. И резултатот се наклони према агресивната кампања, према она кампања што напаѓа. Јас се сеќаш ти у кампања никој не сум излегол на телевизија, ниту на улица. Тоа се сите 5 кампањи, 6 не сте напаѓали. Не излегував, не зборувам ради тоа што последните 20 дена, 30, кога водат големите партии кампања. Други не сакате многу да се експонирате. Не сакам да се експонирам, што сум завршил у 4 години, граѓаните тоа го гледаат и они треба да Тоа е вистина, тоа е вистина. Да дадат поддршка. Тоа е вистина. Таквата кампања излезе да биде успешна за ВМРО, начело со градоначалникот. Колку реално очекувате советнички места? Па ја очекував три советнички места, очекував реално. А имате две? Имам две. Мислам дека едното место кампањата последните 20 дена ме го одзема, па на начин што стратегијата на ВМРО победила. Агресивна стратегија со секој дневно излегување на улици и напаѓање на противници. На противник им бев ја. Овие малите они не ги рачуна за противници, а постоечките бевме јас и ВМРО и СДС. Тие малку се напаѓа, повеќе напаѓа на мене, и тоа значи нешто што те напаѓаат. И не ми било. Значи дека се добри играч. Не ми стварало нервоза што некој ме напаѓа, а половина од тие што ме напаѓаат. Вие сега не сте така нервозни. Ама ме напаѓаат, половина од тие што ме напаѓаат не мислат така. Они мислат им треба, Тоа е политика. Тоа е политика, мора така да збори, а пример му требаш. И консолидацијата на Советот. Настапија ВМРО малку некултурно, сега дури не знам дали да речам ВМРО, пошто ВМРО е партија народна, а ако речам дека дел од ВМРО, ако речам една секта на ВМРО, ќе ги повредам, не ќе така да речам. Значи, ВМРО е широка партија, јас сум имал соработка со ВМРО. Ова е имате еден период соработка со ВМРО. Имав период, одлична соработка и сега пример ние гледаме ВМРО го гледаме со овие 10 советници и тоа е дел од ВМРО. Така е. Рековме секта да речеме че ги уведеме не е добро, не е дел од ВМРО што добил привилегија да води кампања и они водеа кампања, не добра кампања водеа. Има претходни избори 9400, сега падна 8900. Значи они имаат 5% паѓање на. Мислим на советничките листа. Да, на советничка листа они имаат 5% паѓање. Мојата советничка група има 20% покачување. Дај кажете ли тоа? Па тоа се факти. Од 1500 на 1800 се 20% плюс. А тие споредба со претходната кампања. Да. Ја пример ги гледам моите резултати од претходна кампања и сега сум дигнал 20%. У политика се паѓа 5%. Значи за овие 4 години вие се изработиле 20% плюс. Се прави добро. И од тој дел треба да бидам задоволен ради тоа што си и амбициите мои се големи, викам не е добро, добро е, дури е одлично. На 12-13 листи да поканеш 20%, ВМРО паднало 5%. Проблемот е што СДС паднало 6%. Тука е всушност дисбалансот на гласот. И сега на овие избори. Ако претходни избори ВМРО имало со 9400 8 советника, а сега со помалку од 9000 има 10 советника. Значи ВМРО има пат, паѓа надоле. А СДС драстично паѓа, ние сме мал пораст. Каде се гласувате? Гласовите се неизлезеност. Значи имаме ние излезени 20.000, 20.000, треба да се 24.000. Јасно. Значи, тука е проблемот. Народот тоа сега го анализира и го гледа. И имаме друга страна, имаме градоначалник актуелен што беше форсиран, амбициозен, со добри идеи и тој успеа да ги собери гласовите од ВМРО и овие сите мали независни листи што по негова иницијатива се направија и му дадоа поддршка. Значи му дадоа поддршка. Градоначалникот има 15.500, а ВМРО има помалку од 9.000. И сега тој доаѓа да биде градоначалник на ВМРО, ма уште на толку друзи листи колку што има ВМРО. Колку е ВМРО, толку се овие сите други. Како ќе се делиме за советничките групи едни гласови и за градоначалникот други гласови? Како тоа се балансира? Сега вие сте политичар. Сега вака. Значи ја го позвам градоначалникот. Тој сака општина да оди напред. Апсолутно. Има идеи. Добро.
Ама малку и кошница има, ради тоа што ВМРО ДПМН има мнозинство и му вика ние како ќе кажеме. Судирот постои меѓу нив со ВМРО и тој е мудар, сака да го реши у позитивна насока. Тоа ја го гледам. Немам контакт со него, ама и преку зид и со поглед. Постапките, да. По постапките го гледам. Да. Значи, него го гласале ВМРО и уште толку други луѓе што он треба да одговори на сите. Добро. А ВМРО е сконцентрирано на тоа да ние сме 10 и сакаме се. И ја не сакам да излезе проблем тука. Мојата советничка група секогаш ќе помага на проекти на градоначалникот и ќе помага на ВМРО како мнозинство. Не сакаат сега помош, ради тоа што се малку е време. После 5-6 месеци, Ќе се ја потребна. после 5-6 месеци ќе видат дека нивното мислење било заблуда, дека не е добро пример кога се прави совет, кога сум бил ја председател на совет, сите советници 19 сликаме пред општина како совет. Сега ВМРО направи ние 10, другиот не ни треба и бегаат, се групираат. И затоа ја реков да речам секта не е добро, ама сето понашање или да е така. Колку е здраво да се има добра или конструктивна опозиција? Јан? Многу е добро да имаш опозиција што помага. Пример, зошто? Ради тоа што сме сите ние граѓани на град Кавадац и сите ми интерес Кавадац да оди напред. Така е. Сега јас сум направил еден проект за еден парк што имаше промоција европски и тој ќе се реализира. Јас сум опозиција, јас сакам на власта, на ВМРО ДПМН што води градот да дадам наској на градоначалникот и тој проект да му го поклонам и да го направам. Разбирам. Значи да придонесам на некогаш има опозиција што оди на се контра, ние како Сите опозиции порано беа такви. сите опозиција чинело не чинело, ние сите дигаме рака против. Од вашето време, кога бевте вие председател, навака сега нешто Значи, позитивно е. нешто се смени. Така е, се смени. Сме во опозиција да даеме замерка, забелешка, да се умешаме у се, али да дадеме поддршка на проекти. Без разлика на мислење што го има. Без разлика што ВМРО води со градоначалникот, ние сме дел што треба да дадеме позитивна енергија градот да оди напред. Нема опозиција си за да коригираш, да бараш нешто твое да се уфрли, не си опозиција да гласаш нешто да не оди па да го закочиш процес на општината или да закочиш комунална програма. Значи, ако на вчерашната седница Добро. и јас како советничка група не бив повикан на координација, обично председателот треба да не вика на координација, треба председателот да даде спој на советот и после 6 месеци треба да видиме сите како едно. Добро. И сега таа улога ја превзема градоначалникот и ги координира советниците по советнички групи. На последна седница не ме координира мене, знае ради тоа што ние се разбираме без да се видиме. Знае што мислам, како мислам по тие точки. И на сама седница у 2 минути се координирам со градоначалникот да му дадам поддршка на идејата дека треба со пред време да земе пари од бизнисмени што треба да улагат комунална програма. Мене лесно ме убедуваш. Пример Ти вики ги знаеш, работи. Јас знам, даваме парцела на некоја фирма што треба да плати пред време комунали и да му даеме попус. Добро. И ја Законски, се е законски. Океј, се е законски, носиме одлука на совет, не го кршиме законот. И сега ја правам анализа, да, градоначалник, ако му дадеме пред време да плати, пред да биде градежната дозвола, ние 3-4 месеци треба да ги бркаме документи, али по еден детален план, по една скица од детален план веќе е дефинирано се што треба како да биде. Каде улица, каде зграда, колку квадрати до милиметар. Денешното време бара да си прецизни до милиметар. Добро. И кога го постигаме ние тоа, градоначалникот од преголеми амбиции вика дај да му земе пари сега пред време, ние дури технички оддел за 2-3 месеца го средиме, тој нека плати да го морализираме да гради и да има обврска побрго да гради, па после тоа, ако е за една година изгради згради или за 2 години, ние по данок на добивка, по данок на имот, Добро. многу пари ќе ни влезат. Ако го влечеме со градежната дозвола 5 месеци, па почне да граде после една година и една година губиме данок на имот. И ја прифаќам идејата на градоначалник да ја поддржувам, ама разговараме на таа тема, градоначалник да. Ја прифаќам. Граѓанството, обичниот граѓанин. Ако му речеме дека ние сега у декември зимаме 40 милиона и даваме попус 4 милиона. Че ни речат после 3 месеци, ако ги земеме парите, ќе бидат плюс 70.000 евра. Зошто да ги купиме 70.000 евра? Буџетски у таа година се сите пари. Ги зимаш сега и по 4 месеца ли губиш 4 милиона, губиш 70.000 евра. Обичниот граѓанин така размислува. Значи, градоначалникот мене успел да ме убеди во тоа дека е така и ја давам поддршка, знам дека после преку данок на имот тие пари ќе ги имам пак исто толку колку што треба. Али математика прави. Таа е математика што ја прави градоначалникот за да има брз раст на економија. Да успее у мандатот овие што имаат урбанистички парцели да почнат да градат, да ги морализира пред време. За му зимаш пред време пари, тој мора да гради, врзаде.
Ако размислува 6 месеци, може да се спишмани. Али обичниот граѓанин, или ти, или ја, ако сум обичен граѓанин, викам, да, тоа е така, ама што значи ако сега плати 4 милиона помалку? У март, буџетската година тие пари влегуваат, 4 милиона пари се многу пари, 70.000 евра се многу пари. И тоа е ризикот од тоа што ако ги земиш пред време парите, имаш брз раст, па преку данок на имот ги надокнадуваш 3 пати повеќе, али сега граѓанинот ќе закачи и ќе рече, сега овие пари, после 30.000 беа 70.000 евра повеќе пари, тука е веќе проблем за обичниот граѓанин. Сум имал синоќ еден разговор со луѓе по оваа тема да ги убедувам дека ние одиме брзо, расти градот Кавадаци, ради тоа што ние сме напред со времето. Имаме идеи добри, даваме поддршка и ги тераме. Знаеш што ми рече човек? Да. Убаво сте направиле, требало проектот на човекот за зградите да го земете и да го терате да плаќа данок на имот на ненаправени згради. Има ли таква законска можност? Нема можност, него човекот не вика, ако можеш да му земиш пари унапред да плаќа, а ги прави за 4-5 години зградите, по основ на проект данок на имот. Така општината би добила повеќе пари. Ама така би добила, но тоа не е добро. Значи он го у негативна конотација. Обичниот граѓанин ме вика, да, убаво е тоа што сте му направиле, ама да можеш да го натераш и по проект да ти плаќа данок на имот како да постои зградата, вика уште е подобро. Вие и тоа може да го направите тука Кавадаци. Сега ли тоа е некој начин менаџирање или способност за менаџирање на одредени проекти? Тоа е менаџирање со ризик. Може некогаш има и негативен ризик. Многу време треба да збориме на телевизија и градоначалникот јавно дека е тоа е позитивна работа. Пример, у еден ден, у еден саат пред седница ме убедуваш мене и ја те прифаќам. Знам дека имаш идеја за да одиш напред. Али обичниот граѓанин после 3 сати, ја 3 сати зборев, он тоа ми го рече. Обичниот граѓанин вика, ако можеш да му дадеш проект и да му земиш данок имот како да е направена куќата, уште е поарно, ќе го наполните буџетот, ќе има пари за вас. Ние сега разговараме вака, меѓутоа во некои минути времење ваквите муабити беа илузорни. Луѓето едноставно тешко доаѓаат до инвестиции. Сега го имате и тоа, и тоа, и тоа, и вие сакате да извлечете максимум од одредена сделка. Да, ама стратегијата што е направена од тимот, кога бевме широка коалиција, учествував и јас. Така е. И у секоја работа сега што се дешава на политичка сцена у Кавадаци морам да учествувам. Апсолутно. И да даваме поддршка позитивна. Сме направени генерални планови, урбанистички планови, детални правиме и наредниот чекор е тоа да ги предизвикаме оние што треба да инвестираат. Тоа. Да инвестираат и ние мораме да даваме некои одредени попусти за да тргне у работа. Ако лабаво ги тераме работи, ако треба да му дајме градежна дозвола, ако има некоја кошница да му се заглави работа една година, тој ќе се спишмани, ќе оди у друго место. Ако е парцелата негова, нема да гради. Значи тоа е насоката да земе пред време пари со одреден ризик дека ќе имаме уговарање дека си земал помалку 70.000 евра, после 3 месеци ќе ги земал повеќе. Може тука да дојдеме и до негативен ефект меѓу обичната раја. И обичната раја треба ние да убедиме дека е ова подобра комбинација, дека тие пари пак ќе дојдат. Искористени се во истинско време, искористени се. Ќе дојдат после истите пари ќе дојдат преку данок на имот, ама он ќе рече овие пари ми се сумњиви, може и да се бизнис пари. Значи обичниот смртник, обичниот граѓанин и така размислува. Што има право да размислува така? Значи па и ризикот некогаш ствара трофеј и ризикот ствара кариера. Ти мораш да одиш у ризик. У нормала кога ги тераш работите се обични работи. Ние сакаме да видиме малце пред другите. Што во вашата програма како советничка група Рисо Сакалиев, независна, сакате да се остави овој мандат? На што инсистирате? Па, да ви кажа вака. Ред тоа што имаше бурни кампањи против мене, оставам овие 5-6 месеци да бидам малку повлечен. Добро. Така и се поднесувате овие 4 да бидам повлечен. Се надевам дека градоначалникот и старите колеги од ВМРО, Весна и Тони, ќе успеат да ги сплотат советници, да ги спојат. Таа агресивна кампања на ВМРО донесе до групирање и до не ни требаш. 10 луѓе од ВМРО викат не ни треба мислење, не ни треба идеја од тебе, ние сме доволно. Тоа е сега за сега и тоа ќе умекнува, али тоа што тие од локални избори очекува многу. На некои од советниците не ми е јасно што значи локална власт, дека локален советник е слуга на народ. Да. Значи нема тука политика на партија. Значи некој што не знае што е работата и они мислат стануваш советник и си Господ. Ако беше така, ја требаше да бидам повеќе од Господ, пошто сум 6 мандати.
Тоа е обична работа, треба да помогаш, да балансираш, да толерираш, да даваш поддршка и некогаш да се спротивставуваш, ама дури да се спротивставуваш така е. и да дојдеш до едно решение што е добро. А спротивставени страни не значи дека сме против, тоа значи различно размислување и да ме убедиш ти мене или ја тебе да дојдеме до заедничко решение и поквалитетно решение. Тоа е точно. Значи, тоа е точно. Тоа го бараме ние. Моите идеи за градот, пример, секогаш сум пофалувал генерални планови и детални планови. Развојот на градот сега ќе оди у таа насока да треба сите детални планови што побро ги направиме и да ги предизвикаме сите оние што треба да финансираат, како советници, како администрација, да му дајме апетит да почнат да градат. И таквиот начин значи дека многу пари у буџет и пари и за други работи. Ако се створи тензија, ако испадне проблем да имаш урбанистички детални планови, нема инвеститор, се плашат, атмосферата не е таква за да можеш да инвестираш. Да. Тука треба да се одигра добро, овие првата година од мандатот. Добре. Сите советници заедно, администрацијата и градоначалникот не сумнам дека нема да работат, тоа веќе тим што работи успешно и уште советот треба да се придружи. Осеќам за сходност да им придувам на советниците еден по еден, ради тоа што ако одиш у таборот на ВМРО, викат не ни требаш, али еден по еден, полека ќе дојдеме до заедничко. Дека сите ни требат, на сите им требаме и сите колку можеме треба да помагаме у интерес на градот. Кога ќе дојдат избори, ние пак ќе се напаѓаме и нема да остани последица. Ама ВМРО ДПМН во претходниот состав ги поддржа програмите и на градоначалникот и на СДСМ и вашата програма. Истото треба и сега да се деси. Сега треба ревизабилен процес да се Истиот процес ќе биде, само ќе биде со закаснување, ради тоа што и ова ВМРО е едно, друго, трето. Значи почна како што СДС направи фракција. Дури се од стариот. Да, од стариот. Иначе имало фракции во СДС, сега тие фракции појавуваат во ВМРО. И тоа не е добро. Значи мислам дека консолидацијата на Советот ќе биде дури таму после март-април месец. Ќе види ВМРО дека нема предвремени избори, они се надеваат на и нешто тлос од ова, дека сакаме апсолутно. Па и да има предвремени избори, што би се случило? Ако и да има предвремени избори, Советот е тој, нема да ги менјаме советниците, и ако има предвремени избори, ќе биде истото што е и сега, нема да има промена, ниту во централна власт ќе се деси промена. Така. Немојте сега луѓето мислат ако дојде предвремени избори дека ако добро анализираме, у овие парламентарни избори се даде демократија. Му текнало Ристо прави независна листа, Рајко, Трајко, Петко, и тоа е добро за демократија. Да. И на салото на СДС се намалиле бројките, а ВМРО е компактно и таа бројка има. Ама останете сите заедно, кога ги собериш се повеќе. И ќе се деси исто. На парламентарни избори, тие сите заедно пак повеќе и пак иста ситуација. Како се работувате со левица, со независниот пратеник Златевски така? Овака, значи, со советници. Нека не ви лош однос. Најдобрата соработка имам со СДС. Добро. Со Златевски имам, со Левица имам. Значи добра соработка. Имаме соработка, макар што се дистанцираат од Се уште се плашат. Се уште се плашат и сите очекуваат понуда од ВМРО. Се викат овие се 9, ВМРО е 10, ама ја да бидам 11, ти очекуваат. Нема да има. Значи они се изјаснија дека ние сме 10, не ни треба никој. Иако се прилепеш таму си со нив, ама не си негов. Исто те рачунат како си на друга страна. Сателит. Е така. ВМРО треба поинако да почне да размислува. ВМРО ќе се преиначи оваквите мислења. Значи градоначалникот и колешката Весна и Тони ќе морат малку повеќе да работат и компактни да видиме како претходно, нека си бидат тие мнозинство, ние им даваме поддршка. За се што е добро. А тоа е добро за нив. Некога ќе бидеме коректор, али одлуката ќе биде нивна. Како на вчерашната седница. Да, ние коригираме, али одлуките ги даваме да ви дајме поддршка, и тоа што и ние сме за кавадите да се гради. Вчера имаше многу различни одлуки и гласање. Меѓутоа за одедни работи во дискусиите ваши и на Социјалдемократскиот сојуз се слушнаат добри тонови. Што е добро. Тоа е здраво. Не е убаво да се биде едногласен за одредена работа. Убаво е да се биде едногласен против одлуката за зголемување на цените на автотакси превозот. Меѓутоа за некои други проекти од урбанистичка природа убаво е да се размислува различно. Треба да размислуваме различно. Што треба сега? Значи, сега треба градоначалник, председател на Советот да работат пред седница 5-6 дена. Да не биде како што комисиите почнаа да работат. Што е добро, што е добро. Значи, треба да ги работиме точките 5-6 дена пред време. Се сложува. После 6-тиот месец, кога ќе се познаваме добро, кога немаме сумња еден на друг дека има подвала, дека сите работиме у исправе, дека имаме сите иста намера, добро. Тогаш можеме ние пред седница да се
контактираме саат време и да односиме одлуки по сите точки. Пред тоа што и веќе советниците ќе станат советници. Сега си го земал советник, може не знае. Не знае и се плаша, ако му речам дојде да ти кажам. Сега не осознаен, да, разбирам. И сега ти му викаш да ти кажам, он ти вика не ми треба тебе, ти си туče, идам кај другиот. А и другиот не знае. И после 6 месец, после 7 месец ќе се консолидираме, ќе имаме подобра работа. Сега треба повеќе да поработи градоначалникот со нив и старите советници. Да работат, да ги упатат дека Ристот е бил проводник во избори. И другиот и третиот. Сега целата интересот не е заеднички. Нема сега противни. Си имаш мнозинство, ние ти даваме поддршка. Али ние сме балансер некогаш кога грешиш, да ти укажеме дека грешиш, па размислувај 2 дена, па третиот ден одлучи се и прави така. Ја некогаш кога различно размислувам од другите, давам забелешка, ама пример, не останал на седница, не можам да гласам така и тоа што различно. Да, така се изјаснивте не е до претходна седница. Одредени проблеми. Само кај што имам позитивна енергија, кај што сум да, тука сум. А нечем да видам па против, се е во интерес на градот. Сега многу интересен ви е. Грешките ги учиме и од после. Добро. Сега сме донели една одлука. После 5 месеци. Ова што сме го донели, ќе го преуредиме, ќе го збогатиме. Првата одлука нешто што е ново не е најдобра. Не. После вториот, третиот договор ќе ги дотераме работите да бидат такви и сите советници дават поддршка на тоа. Значи треба работење, советникот треба да работи повеќе. Жива материја. Жива материја, се движи. Треба да ги туриме сите можни ризици. Ние како за јавното предпријатие, паркинг на пример. Истапе вака, испадна вака, треба да се удовреди така. Треба да ги гледаме и бенефитите на градот. Сега паркинг било по основна концесија да имаш 100 евра у каса, ние сега даваме од каса 100 евра. И ја го оправдувам тоа. Овој вториот метод на Јанчев го поддржав и тогаш и сега и тоа што е добро уреден градот. Така. Немаме скапо паркирање, ти приватниот ќе ти стави 50 денари. Нема и гужва. И сега ние таа убавина, паркирањето, уредувањето на градот, од буџет сме дали 4 милиона паркинзи. Нормална работа. На Златевски беше добра дискусијата. Тоа е фиктивна загуба. Таа е морална загуба, али имаш па 40 луѓе работници имаат плата. Си ги стрелил 40 фамилии. Градот е среден. И градот е среден. Ја кога да излезеш на терен, у секоја улица имаш луѓето што работат пара. Понека се менува тој менталитет или таа наша. Претходното беше лошо. Остава кола една недела пред Стопанска банка, не можеш да влезеш во банка, си ја паркирал и си отишол на годишен одмор. И не можеш ништо да му правиш. Фаќа прашина, ама он ти вика моја си, нека си седи. Законот ми дава. Сега има законска можност да го крениш тоа возило да тргнеш. Да. И од тој не го паркира. У таа насока сме заминати. Не, тоа би е добра и симнувањето на одлуката за приватен партнер во јавно паркиралиште, јавно предпријатие, според мен, добра работа. Без разлика на загубата што имаме. Макар што почнува да се менува некоја слика, слушам сега во кулуарите дека можело јавно приватно партнерство. Не, го имаше тоа. Да. Тоа го имаше. И по јавно приватно партнерство ние имавме, а општината имаше чар. Да, поголем. Ако финански само гледаме. Учество, да. Ако гледаме финансиски. Тогаш сме имале 70 евра во буџет и не боли глава. Приватниот концесионер си ја работи, ние не му се мешаме. Сега имаме државно. И оно работи со загуба и предвидена загуба. Че најдеме начин, ќе го изменаџираме да дојде до точка на рентабилност. Не оди одеднаш се. Сега буџетот го помага, па сме имале корона криза, сме имале проблеми кај што е оправдано тоа. Секогаш јас сум се борел у општината тековните програми, редовните програми да се исплаќаат со настап. Дали е култура, дали е спорт. На основ на тоа комуналната изградба нека бидат не 19 улици, 18. Народ не разбери, ти не можеш ти да оставиш. Никош не се градило толку многу. Многу се гради, пример, се граделе 5 улици, сега се градат 20. Нека бидат 19, ама да не остани некој без плата. У време кога е корона, кога е криза, овие шидат у паркинзи за 20 денари, на изложени сега на ладно и на топло, и ти треба да ги редуцираш или да не им дадеш плата. Значи, у кризно време, у време кога ден за ден се живее, јас знам дека 90% од луѓето чекаат први плата, на втори веќе нема пари. И треба да размислуваме на тоа да тековните програми бидат 100% исплатени, овие комунални и да почекаат малку, ако не биде ова година, ќе биде наредна година. Али ако ние тргнеме да го предизвикаме народ да гради. Кавадаци направи генерален план, детални планови. А Кавадаци има луѓе што имаат многу пари и они мора да ги уложат. Ово станови, деловни простори, по основ на данок на имот ние ќе паниме каста, че имаме за се.
али у критичниот, у тешкиот период, ова година, две пример дури да почнат да градат. Ние донесовме пред годен мандат генерален план сега детално и очекуваме раст на каварац. Засилување на градбата, да. Засилување на градба и парите ќе ни дојдат. Така. Али првата година, втората нека одат програмите што се редовни, нека комуналната програма намали малку. Да, тоа всушност тоа Да не ни останат луѓето гладни. Разбирам. Имаме уште корона. Да има задоволство кај народот. Ако дојде човек да нема леп да јади, има улица многу битна улицата. Не му треба. Вие сте главен директор на спортската сала Јасмин, така ли? Соработник сум на директорот, прв соработник на директорот. Го држите спортот и во ваше време се покачи таа сума на 12 милиони денари за финансирање на спортските активности. Вчера ви е усвоена таа програма на седница на Совет за 2022 година. Каде го гледате спортот или вашиот објект во рамките на спортските избори? Значи, избори? у минатиот мандат. Ние дававме по 12 милиона на жива материја на спортски клубови. Се надевам дека и ова година програмата за спорт многу големи уговори пари за спортските. Да. Мислам дека и ова година градоначалникот ќе исплати програмата 100%. Браво. Надвор од програмата за живата материја за спортските клубови што ги даваме парите по оглас, ние изградивме Партизан сала, ние го изградивме стадионот до Јасмин салата, ние изградивме салата, некои половина милион евра ние фрливме во спортските објекти. Што е повеќе од овие пари у 4 години. Многу повеќе. Сите викат 12 милиона живи пари за тие пари ќе бидат многу пари. А тие пари се за инфраструктура на трајни објекти. Ние у спортот ги даваш парите, ако ми дадеш пари за 3 такмичења, одам на 3, ако ми дадеш за 5 на 5, ако ми дадеш на 1 за 1. Значи тие се пари потрошен материјал. Тоа е година за година. А овие пари што ги уложивме, пример некои половина милиону у инфраструктура на сала Јасмин, у инфраструктура на Партизан сала, со паркинг, со уредена сала, тие пари остануваат да ги користат генерации после нас. Значи салата се правила пред 30 години, сега дадовме предходниот мандат дозбогатување на кругот, реконструкција на Јасмин, реконструкција на Партизанска ород целосна и тоа за наредни 20 години треба само да го одржаваме. Значи, ние треба да гледаме спортските објекти како сала Јасмин да биде рентабилна, да зима плата. Тоа е главната работа. Вие во вашите дискусии тоа го лавите. Државката да биде салата добра, да имаат клубовите услови. Кога имат клубовите услови, по основ на некој јавен повик даваме дали 10 милиона, дали 12, дали 15 и по некои норми ние ги делиме парите. Клубовите тие пари се многу малку, али се една инекција, тоа се некои 10% од пари што им требаат сигурно, или некаден 15% или 50%, другите пари они ги обезбедуваат од спонзори или од било кој друг начин. Значи, идејата моја и натака ќе биде да уживата материја у клубовите да се зголемува цената на парите и ако можеме овој мандат да земеме, да смогнеме сила, да инвестираме барем уште половина милион евра у инфраструктура на објектите. На што мислите кога? Многу време се бореме и со претходниот градоначалник и со овој објектот на салата Јасмин позади да го направиме да биде комерцијален објект или објект за спорт. Очекував такво нешто, ала ударија. Тоа ми се допаѓа. Па имало и приватни идеи, имало и колебања и не се направило ништо. Короната овие 2 години малку не се. И сега се надевам ако не ова година другата дека овој мандат тоа мора да го завршиме у спортските објекти. Единствено уште тоа остана ненаправено што има простор да се направи. Така е. Тоа е едно заокружување на сала Јасмин и се надевам тој објект ќе повлече уште 5-10 вработувања, кај што треба малку млад кадар да влезе у. Тоа би добра работа. У тој дел и генерацијски ние да се обновиме. Можам да ве прашам нешто недоговорени. Има ли шанса многу имате проблеми со плаќањето на сметките за струја, за електрична енергија? Да се стават фотоволтаици или да се размислува о тој или нешто? Па, поевтина струја. Сега ќе ви кажам. Кога сум дошол уште у спортската сала уште у времето на градоначалник Александар, прво одев до факултет машински да барам да турам солари. Овие електричните бојлери што беа од 2 тона. Троша струја. Тие од 2 тона одма ги исфрлив. Значи со сопствени пари ние ставивме солари и Јасмин намали на потрошена струја многу. Така. Сега од претходна година централната власт со наше лобирање ја стави салата Јасмин у 10 сали у Македонија што ќе дојде солар. Струја. Значи, на покривот ќе имаме табли на струја и ќе го решиме грејењето со салата и осветлувањето.
Осветливијата треба да го реши доволно ќе биде. Грејето нека биде за некои други. Не, и грејето, таа струја што ја произведуваш и у систем, мораш да ја трошиш. Тоа е една добра работа, имавме контакти. Рици, колку ќе кошта владата ова инвестиција? Вака сега. Ова ни го дават државата, млади и спорт ни го дават, сум бил неколку пати. Тоа влегува програма на централна власт. Соработката со централната власт мора да ја држиме на едно високо ниво. Јас ќе се заземам ова година тој проект да почне да се заврши. Браво. Тука у општината сум потребен, и лесно одат тука работите. Тука работите движат и сега треба да се... Што е потребно да се направи сега? Потребно е сега да трчаме до Скопје, централна власт да ја измолиме да бидеме од тие 10 сали прва или втора, да не бидеме после. Да. И ако тоа дојде, грејењето на салата, соларите и објектот што треба да го градиме до салата, и овие 4 години ја мислам дека ќе бидеме феноменални. Теком тие одржавки. Да. Тоа движа. Тоа секогаш оди, повеќе или помалку. Ние сме една сала во најдобрите во Македонија. Сме рентабилна, Многу се искористи. само финансирачка, добиваме некои 1 до 2 плати од општината, по основа на тоа што даваме бенефицирани цени на клубовите. Така, точно. Значи издржлива е салата. Сама помошниот објект и соларните таблици направа да бидеме профитабилна, да имаме вишак и да имаме после некоја развојна компонента. Ова не го знаев лично и добро е што во оваа емисија сега го откриваме, значи фотоволтаиците и решавањето на проблемот со топлата вода и се во осветлувањето рак рана во вашата сала. Барав и у претходниот мандат на... Бо не сум го знал. И у претходните мандати барав и до Машински факултет со директорот сме одели многу пати и борбата беше дека да, ви ќе произведете струја, таа е скапа струја, ма дали ќе ја дадат у систем да ја продават. Така е. Тоа го дават централна власт. Браво. И сега имаме насока, имаме обеќање дека таа веќе завршена работа. Вишокот на струја ќе оди у системот, таа што е задоволителна за салата, ако е кусо плаќаме, ако е долго, даваме поклон државата и ако не ни дадат нешто назад, добро, ако не пак. Ние како куќа 7-8 години се наоѓаме во вашиот објект и најтешко ни е, бидејќи правиме директни преноси како РТК, во зима од ноември до декември, јануар, февруар, тоа е горе не се стои. Одладно. Од сабарието тоа го дискутиравме, имаме некоја понуда да видиме колку загадува салата Јасмин. Сала Јасмин не загадува ништо, тоа што не грее. И сега викаат загадувачите супер, нула. Тоа е добро. Тоа е добро, ма другото е лошо што не можеме да ја загрееме. Единствен начин да ја грееме салата ова е со фотоволтаици, да произведуваме струја. Кога игра фени, стават 400 литра нафта и 2-3 сати се грее салата и толку. Значи, не 300 евра ги чини бензинот. Нафтата? Како? На 300 евра. Па, ако трошат 400 кила, 400 евра е од саат-два. Јасно ми. Кој може да ја загрее таа сала? Не може никој. Никој. Многу ретко. Салата Партизан е помала, можеме да најдеме некој начин да ја грееме, али Да, може. ако направиме салите ги грееме, цената на клубовите да биде поголема ради тоа што пример други пари нема. Така. Буџетски за салата секоја година се предвидуваат некои 700.000 до милион. Не, тоа се другите се сами пари што ги соберемо. Тоа се за манифестации, за некои поголеми. Единствен начин државата, млади спорт, овој чекор што го превзема, имаме поддршка ако направиме реализација. Ако излобират ќе биде... Не, тоа е веќе ставено во проект, него да го убрзаме, да иде побрзо, инаку реализација е сигурна. Нема нешто што дала државата па да рече ова не важи. Ќе биде, само дали ќе биде ова година, наредна или понаредна. Ние се бориме да биде ова година. Футсал стелевме пред известно време и во 21 часот гледам се собираат млади, се откупиле салата и 1 саат рекреираат. Го имаме ли тоа често во салата? Вака, значи ние се нешто што вака позитивно ме изненади. У време на корона, ради тоа што салата беше затворена, ние Партизан го ангажиравме и сабота и недела да работи. Значи Партизан салата работи од сабаре до 10 навечер. И Јасмин е отворена 24 сата. Ние кога има рекреативци у 11 сат навечер му даваме термин. Значи покрај редовните луѓе што имаат клубови, што добиваат термини, тие се приоритет. Не можеш да земиш кошарка, ракомет, женска кошарка. Тие мора да имаат термини. Другите термини што се да речеме у полошо време ги даваме на рекреативци и сите ни се потполнети. Идат кога кошарка, кога фудбал, имаме таму најдобра наплата. Таму немаме фактури, таму се плаќа деца. Имаме проблем со клубовите, со неплаќање. Али тоа се бориме, го совладуваме. Да, мислија следев една дискусија меѓу Басиков и началникот за наплата. Имаме и себе клубовите се наши, селата е наша. Да. Можеш да се толерираш, можеш да се договараш. Да, толеранција трае долго, рекаш. Долго време, али да не избегаме надвор од закон, да не направиме грешка. Значи, пошто вие имате обврски кон
врска е, салата е за клубовите ако нема салата пари нема да работат. И сега двете се работи на општината и општината треба да ги изменажира двете работи да и салата да дојде до тие пари за плата и клубовите да останат. Малку е тешко говориме. Сакалиев планира пола сат, меѓутоа веќе одиме доста време, многу ни оди муабетот лесно. Како да завршиме? Ќе го биде ли овој совет? Јас секогаш размислувам советот, секој совет го би било, веќе го бише. Дали ќе бидеме две скали напред или ќе бидеме, значи од она што сме биле нема да паднеме надолу. Значи нивото што било на претходниот совет. Тоа да го држите, доволно. Тоа и од тоа нагоре. Сега, пример, почетна атмосфера не ја гледаме, неќеме да судиме после 2-3 месеца. Значи секогаш сум размислувал у сите совети дека првите 5-6 месеци се гре испитувачи. Тешки, тезични првите тезични. Првите 5-6 месеци се за да се запознаат советниците, да си најдат заеднички јазик, да си најдат интерес, да работат. Значи нема да судиме сега за таа работа, али искуството на градоначалникот Ефторман, да моето искуството на старите советници треба да придонесе да станеме компактни таму кај што треба. Значи во интерес на општината. Така. Политиките, големите партии. Нека се тера политиката. Тие се терат политиката. Значи ние тераме локална политика и на нашите граѓани локалниот интерес да го задоволиме толку што можеме, толку што имаме буџет, толку што имаме можности да ги испочитуваме нивните барања. Значи ние треба да сме присутни да гледаме луѓето што бараат. Па и луѓето бараат скоро ништо, скромни се луѓето. Значи сме направиле работи што не ги бараат луѓето, они се изненадени. Луѓето бараат мала работа, уличка, зидче, тротоарче. А ние правиме пример големи работи. Така. Во првиот мандат имавте многу работа, бевте председател на советот, крупна, би рекол втора по височина покрај заменик градоначалникот, функција во општина Клевадар. Сега не сте председател на советот. Имате ли време за вашето семејство, имате ли време за спортот? Вие сте врвен каратист, ако не знаат некои, еве ги запознаваме. Дали сте меѓу најдобрите каратисти во општина Кавадарци во Македонија што сме ги имале воопшто, меѓутоа ретко тој се експонира во неговиот спортски бекграунд за таа работа. Имате ли време за семејството и за спортот? Вака, ја претходниот мандат бев председател на совет. Ја предложив мој колега да биде председател на совет, ама не беше прифатнат од советниците на СДС и морав ја да бидам. Немав апетит за таа работа. Немав. Али ја теравме, се посветив кога станав и мислам советничкиот мандат, како председател на совет го терав толку што можам, толку што знам добро. Колегата му посакувам среќа, му се понудив да му помагам, значи 24 сата сум достапен за функцијата председател на совет, пошто тоа бев ја, не го гледам човекот кој е, дали од моја политичка партија или не, да стане коректор, да стане поширок, нешто да научи, не мора се од мене да учи. Тоа што мисли дека е добро. Сега за сега уште нема таква соработка, тензиите после избори уште траат, ама ќе направиме. Ако не пристапи тој, ќе му пристапаме јас. Мора да има соработка. Ние идеме иста цел имаме. Немаме цел ние да бидеме опоненти. Тоа разборувате ова мисли за таа цел. Да, целта е заедничка. Интересот, пример, и насоките што ги дава неговата партија или дел од неговата партија или да речеме рековме секта од ВМРО, тоа е друга работа. Али верувам во докторот, верувам во неговите квалитети и верувам дека ќе имаме соработка. Барем таму кај што треба. Ако не ме бараш ти, ще барам ја. Ние мора да работиме за градот. Семејството и спортот? Семејството и спортот ги тераме. Короната направи да малку спортот го тераме на друг начин. Моите деца што вежбаат карате, што ги имаме у Скопје и у Штипи овде, им набавив татами, вречи по дома, некогаш ще се обидаме, некогаш ще работиме дома. Ја работам во мојата куќа во него, но и тука во Партизан салата. 22 година ќе нема корона веројатно. Сега ние се надеваме да нема корона, да се најдеме у средина сите заедно. Добро. Значи сега работиме по мали групи, нема да ги оставиме овие деца што треба да идат напред. Значи децата што се запишуваат карате за хоби, едно оде, друго иде. Овие што имаат такмичарски дух, што ни требаат, ние тие не ги оставаме, макар што какви да бидат условите, мораме да работиме со. Ај открили како каратисти со кој појас? Сега ќе ви кажам, значи јас сум мајстор пети дан, не чум сам да се фалам. Мислам, тоа е пети дан. Али тоа е пети дан и ја имам 7 меѓународни медали од официјални светски и европски првенства у сениорска конкуренција и ветеран. Добро. Пример спортисти на градот вие ги гледате. Ние сме согласувале спортисти на град и деца од 14-15 години. Така е. Кавадарци имаат голем потенцијал у сите спортови. Ја ги сакам сите спортови, но карате го практикувам. Ние имаме потенцијал до 15 години.
Каде ни одат децата после 15 години? Тоа е прашање. На таа тема сум разговарал со овие мои колеги кикбоксери, нинџицу, карате. Проблемот е тоа што Маријан. Еден сениор те кошта многу пари, Добро. а школата што ја имаме е школа кај што треба да земаш пари. Ја го водам градскиот клуб Кавадарци. У тој клуб не се плаќа членарина. Децата вежбаат без пари. Тоа е градски клуб. И е најтрофеен. Моите 7 трофеи и на моите деца, што јас сум им бил тренер, се една голема работа и тоа го признава светот, Европа и Македонија и Кавадарци го признава. Значи не можеме ние да речеме не е така. Тоа се факти. Али никогаш не е било мене дека јас сум освоил некоја медалја, дека сум ја некој голем човек, сите сме исти. И децата карате учат од мене и ја од нив, некој Дали твоите черки учат карате? Па помалку ги вежбам, не сакам да им го наметнам каратето сега, ради тоа што детето до 6-7 години игра. Ако му дадеш Одреден спорт? спорт и да го притисниш Има влијание, да. Има влијание, оно створи одбојност. Така е. Значи, со децата вежбам карате кога они сакат и тоа како игра. Толку колку што они сакат. Значи, сме правили анализа у федерација. Јас сум член у федерација, управите тројца луѓе 20 години. И кога било каратето техничко и традиционално заедно, и кога се одделиле, сум бил фактор у каратето. А природата ми дала да направам резултати, па да... Не сум сте упорен... макар што каратето ми било хоби, и каратето е наука. Наука. Психофизички спој, ментален спој, и да можеш твојата енергија у тие 2-3 минути да ја употребиш, да се дигнеш. Ако ти се врзат раците и нозете, може да си најдобар. Максималната енергија да ја дадеш колку си на ринг. А и у политиката е така? И у политиката е така, ама политиката е друга работа. Политиката зависи од многу луѓе, од централна власт, од локална власт. Од ова што зависи лично од мене. А не, да, спортот е така. Спортот е таков. Поединечните спортови. Кога излегуваш на рингот, тоа зависи лично од тебе и од твојот тренер. Каква анализа направил на противникот и каква насока да ти дава. Значи, да ти кажам дека 70% работата е на тренерот, а мојата како такмичар е 30%. Да си дисциплиниран, да почитуваш, ради тоа што сега во електронската форма сите такмичари се снимаат, се сликаат, сите движења нивни ги гледаш на екран. Ти дават една година имаш светско, имаш една година анализиран сите такмичари идат на светско у твоја категорија. И да му гледаш 100 борби, како движи, како деши, која е моја слаба точка, и спортот стана математика. Математика. Понапред било друго. Не го Наука. знаеш, излегуваш на ринг, прв пат, непознат ти е, ќе сгрешиш. Сега тренерите и стручните лица прават анализа и спремаат такмичари, им даваат насока. Јас знам со моите ученици што сум ги носел на европски и на светски првенства, да им дадам насока и он вика тоа најнезгодното ме тераш да го правам, тоа не ми лежи, јас сакам по мое. Таму ќе сгрешиш. Така е. Тоа што ти каже тренерот, слушај, па нека биде тренерот крив, нека не бидеш ти. Истото го правам ја. На европските и светските инструктор ми е Владимир Јорга и Венцислав Недов. Морам да ги слушам. Ако сгрешат, нека бидат виновни. Они само по овome го мотивирале за ти ме тераш така, ја работам така. Сега, колку имаш осет, колку можеш да се споиш психофизички. Треба да си, каратето е за интелигентни луѓе. Не е за други. Направена анализа. Значи, да. Направена анализа, психофизичкиот спој и размислувањето, пример, да средиш коцки или да направиш некоја комбинација е стотинки. Стварно? Да. И одма у исто време треба да го споиш неговото движење со твоето движење, да направиш пресрет. И да реагираш на одвет. Ја реагирам према противникот, ама знам и он како иде према мене, си спремам комбинација, ама тоа е секундарна работа. И сета енергија да ја сконцентрираш и да експлодираш. Сега ли тоа е навистина интелигентна игра? Тоа е ментален спој, тоа е физички спој, тоа е многу работа, тоа е многу семинари, тоа е многу вежбање. Значи, ако земеме дека треба енергијата од петата, од очите, од цело тело, едно вртење околна страна и 10% те нема од енергијата. Многу голема работа. Јас сум одел на такви семинари големи, кај што сум плачал дебело. Само те гледа инструкторот во очи и ти вика трепкаш, не си сконцентриран, не мислиш. Он ти влегува у мислата и он те тера ти да реагираш. Значи, тоа се високи нивоа, што пример, тоа се нивоа за да спремиш такмичар за светско, за европско. Не е тоа ниво за овие децата што ги учиме овде у сала. Тука ние правиме игра со децата. И од 100 деца одбирам 2 што ги форсирам. Многу малци. Да, 2 деца што работам на нив, што улагам на нив да направат некој резултат да биде клубот добар.
Инако другото го сваќаме како игра. Моите ќерки се 4 години, 6 години и они сакат тато карате, ама толку колку што сакат они. И повеќе она ме вика не така тато, ја ќе ти кажам како и ја па по нејзи идам. По ти се лути ако не одиш по нејзи, она те учи. Значи со детство е така. Со Сакалиев е така. Колку и да зборуваш, нема крај. Мора да завршиме. Кажи ми, во првиот мандат буквално не одби ниту еден кој дојде со некоја мака. Кај тебе, како председател на Совет, и ги решаваше прашањата. Ми се чини дека голем број на гласови, осој благодарение на твојата позитивна харизма што ја имаш и што не ги делеше луѓето на партиска боја. Ке продолжи ли Сакалиев да прави добро во вториот мандат? Сега вака. Тоа Така сум директен. Ја директни прашања сакам. Да. Значи, тоа е карактер на човек. Карактер на човек. Јас сум бил у фамилија голема и сме делеле сите заедно. И сега луѓето околу мене ги гледам фамилија. А луѓето бараат многу мали работи. Да го упадеш у канцеларија, администратор да не му рече дојде утре, нашите администратори знаат да речат дојде утре. Знаат, тоа знаат. Значи, тука сум работел многу и јас сум имал жестоки дискусии со администрацијата, ама тоа не е за пред јавност. Може согледано ви е тоа прашање? Мене ми е согледано. Значи, луѓето бараат скоро ништо, многу мало. Добар збор бараат. И требаш да го упатиш и мораш со него да идиш до администраторот, да види администраторот да го носиш ти ради тоа што ако оди сам нема да му заврши работа. Така. Значи, истата енергија што сум ја давал за народот, ќе ја давам уште повеќе. Работата моја се сведува на тим од луѓе што работат. Тоа се моја фамилија, мои спортисти, мои пријатели. Ние секојдневно комуницираме и таа енергија пренесуваме на луѓето. Никогаш не сме имале полица кавга или сукуп или пијанчење по оговарање. Значи, тоа е стилот на еден спортист врвен. Честност во настапот. И ако мислам дека ќе ти разменам позитивна енергија, ќе те видам. Ако видам дека имаш негативен набој, ќе најдам начин да најдем друга работа. да бегам од тебе, па утре ќе те видам. Да, утре е нов ден. Утре е нов ден, нова енергија и така треба да ги решаваме работите. Така. Многу малку бараат лепчаните. Да одиш у двор да видиш што треба или да одиш на општина или и некоја информација да му дадеш. Значи таа енергија ја поседувам, ќе ја давам. Сега ќе бидам порастеретен. Советниците ќе работат сите заедно. Сум на располагање на сите советнички групи. И власт и опозиција, значи. Апсолутно. Јас сум бил балансер. Ова емисија тоа го кажа. А ние мора да балансираме. И колку да не сакат ВМРО, ние ќе им помагаме. Колку да не сакат, колку да не им требаме, ќе му помагаме. Они се свесни дека им требаме, ама тоа што викат сега ние знаеме, се е наше. Нема да размислуват така после. Се е до време, да. Се е до време. Времето кажува дека треба сите заедно да работиме за градот. У мандатот мене не ми мерија, пример, сум предложил многу кадри од ВМРО од СДС за вработување, службите, институциите ги мерели и рекле овие се добри. Ја, кога барам професор по физичко, давам тројца предложи, не знам партиски што се, не ме интересира, директорот тамо преку комисија, преку успех, преку резултати гледа и ги одбира. Значи, ние треба да нудиме кадар на градоначалникот, треба да нудиме кадар на ВМРО, на СДС, пошто СДС има централна власт, нудиме кадар, дали нашиот кадар ќе го прифате. Ако не го прифате, не се утиме да дадеме друг човек. А не да речеме, овој ми е сват, крив слеп мора да биде и туркај. Тоа го има во ВМРО, брат. Сега неќум да ги вреđам како партија. Јас имав одлична соработка у времето на ВМРО кога беше Александар Панов. И сега ќе почне да биде одлична соработката, ама тензите ќе поминат. Паѓаат тензиите. Одат на позитивно. Значи, ти нудам човек, викаш не чини. Ева ти друг, ева ти трет, ева ти пет. А не, овој мора да биде пошто ми е сваќа. Не бива така. Таквите работи нема иднина. Не бива. Сум понудил кадар општинот кај градоначалник е кадар со службите од Белиго, види го дали е компетентен. Ако е доктор, јас сум машинец, ја не можам да го ценам, него ја како човек ми се свиѓа, како карактер, ама стручно не знам, оставам на нив и никогаш не реагирам ако речат нечи. Дали у комуналист, дали у паркинзи. Тоа е стилот. Ние нудиме кадар. Ке има некој твој директор, некој од твојата во некој. Сум давал предлог за директори и сега моите директори ги пофалувам. Се најдобри. Предлозите за директори, пример, Страшо Пинџур. Добар кадар си. Сум дал у школа Страшо Пинџур директор, еден друг трет. На грешката сум го тргнал и сега најдобриот останали градоначалникот вика овој е најдобар, најработлив, најисполнителен, најголеми резултати. Да, тој сака резултати, да, има резултати. Градоначалник ако не чини, барај друг или ја ќе ти најдам. Ќе ти предложам, не да ти најдам. Сакалиев, во еден неврзен муабет и после 6 ваши мандати како советник, насмеали не рековте градоначалник после на крајот од политичката кариера, ваша кандидатура. Може ли тоа да се случи? Па вака.
Дали размислувате на оваа тема, да прашам? Вака, сега и таа ќе дискутираме тема. Мојата работа у претходниот мандат, мојот интерес беше да експериментираме со еден независен градоначалник. И тоа требаше да биде Митко Јанчев. Математиката моја покажа дека ако овие гласови надвор од ВМРО имало 9.000 гласа, до 15, значи 6.500 гласа, до 7 му дале другите. И ако беше независен градоначалник, он со тие 7.000 гласа влегуваше у втор круг, така? Ама и тие 9.000 гласа што се на листа на ВМРО, 2.000 гласа се негови. Да речеме дека ВМРО без Митко би било 7.000 гласа, господниот Јанчев со овие 6.500 гласа и уште од ВМРО ако земал 8.500 гласа, тој беше у втор круг, така? И ако влезеше ВМРО у втор круг со Јанчев, СДС ќе се приклонеше према актуелниот градоначалник. Неговиот рейтинг беше 80%, тоа е многу голем рейтинг, али менаџирањето негово и близината со централната власт. Што е поентата на муабетот? Поентата на муабетот ми е сакав да видам дали може независен градоначалник да победи две партии. Тоа сум го видел во Србија, во Хрватска, во Словенија. И лобирав према него и мислев дека тој ќе биде независен градоначалник без листа. И дека ќе победи бев сигурен, он сумњаше се приклони према ВМРО, мисли дека ќе падне. Значи неговиот страв, неговата нехраброст, неговиот сомнеш го натера да се врзи за ВМРО. Ако беше независен градоначалник, ќе беше подобар градоначалник. Дали вие би се кандидирали за градоначалник на крајот од мандатот? Сега правиме анализа. Во е дел од анализата? Во ми е дел од анализа, значи експериментална анализа. Широката коалиција беше договорена на повисоко ниво и учествував и јас и градоначалникот. Имаше и повисоки луѓе од нас, многу повисоки, да не спомнувам имења. И правевме анализа дали е тоа добар пилот проект и се покажа добар. У мандатот работев дека треба нареден градоначалник во Каваде да биде независен. И он работеше на таа тема. Во последен момент доби страв, се вика ипак е ВМРО партија, ќе ме кутне. После изборите кога виде дека пример ВМРО му дало 8.000 гласа, уште 8 му дале другите, направил математика дека би поминали така. Таквото поминување значи ширина и Меѓутоа со 15.000 гласа? Да, 15. Ако бил независен, пак ќе биде 15. Ќе биде негови 8 и од СДС уште 6, 14. Пак ќе поминал. Или ако било СДС во втор круг, ќе било ВМРО паднато, па од ВМРО ќе имал 17, не 15. Значи, минењето негово беше сигурно. Сега одлуката е негова, пример, тој си е партиски, се осеќа дека е должен у партија и се пријавил како партија. Дали Ристо би се кандидирал после 4 години за градоначалник? Треба да размислуваме, сега е многу рано. Значи сега е многу рано. Парламентарните избори ќе експериментираме нешто друго што нема да го обелоденам сега тука пред телевизија. Добро, окей. Да видиме понуди. Сега не сакаат и едни и други. Пред парламентарни избори ќе не сакаат и ВМРО и СДС. И ние можеме на парламентарни избори да експериментираме, да видиме како можат луѓето да идат од една страна друга, како да ги местиме фигурите. Оти рековме дека блокот независен ќе расте и сега ако правиме математика, ја ти изборевме пред избори дека и трета страна има. Сега третата страна знаеш колку тежи? Па собере ги сите, се третата страна у гласови од 9 до 15,5. Сите независни. Значи, моите гласови. Да, тежно таа става. Сите други освен ВМРО и СДС се голема бројка и паднатите се наши. Значи, овие што изгубија избори со 600 гласа, со 700. Значи, таа страна е втора сила. СДС доаѓа на трето место. Моите гласови на Јован, на Левица и на овие други мали партии, значи тоа викаме трета страна, сите други. Од ВМРО и СДС. И тие се втора сила у градот. Значи, СДС е на трето место. Сега парламентарните избори ќе експериментираме по некоја друга програма, ќе дадиме можда пред парламентарни избори пак на еден муабет, на еден зборење, како би било. Неминовно е после мандатот вториот на Јанчев, у Кавадаци да победи независен советник, за градоначалник. Не советник, обичен граѓанин. Значи, тежата кажува дека овие третиот блок расти. И тоа ќе одиме на горна линија. ВМРО падна со 5%, ја дигнам со 20%. Излегува како мене нови со 1000 гласа. Значи, да го Камчев исто он па и Петар Камчев со 700 гласа, и Митко Камчев со 600 гласа. Беа тоа лоши резултати. Не беа лоши резултати, ама не беа недоволни. Грешката ја направија што они рекоа ние сме, мојата агенда беше, јас сум советничка листа, градоначалник
е право на граѓаните. Не давам насока према никој. Макар што луѓето препознаа дека ја и Митко сме блиски, па по некој автоматизам гласале за него. Инаку у кампања никогаш не смееш да речи за овој. Тие јавно вика оваа листа на градоначалникот е моја и тука падна. Значи, не можеш ти да бидеш независен советник и да викаш јас сум, листата е на Митко Јанчев и моја. Значи ти си ВМРО. Или рака на ВМРО, истурена. И тука падна. Инаку и тие можеја да имаат под 900 гласа. Че земја од СДС и од ВМРО. Али кога се бележи дека викаш градоначалникот е партиски, а ја имам независна листа, значи и ти си партиски. И тука паѓаш. Тука завршуваме. Почувани гледачи со нашиот соговорник Ристо Сакалиев, поранешен председател на Советот, сега источлен на Советот, со 20 советници, независна советничка листа. Ристо, благодарам што беше отворен и мислам дека оваа емисија ќе предизвика битни политички турбуленции, за кои е добро да ги има и здраво е да се размислува малку поинаку. Во секој случај ми се допаѓа твојот позитивен став за одредени прашања врска со иднината на граѓаните на Кавадаци. Се што се прави, на крајот има заеднички именител, да се направи тоа за граѓаните, а не да биде победнички објект за одредена партија. Нешто што е битно добро подобрено изминативе 4 години во твојот мандат и сега во новиот мандат би било вкупно 10 години мислење само за граѓаните. Градоначалникот господинот Јанчев ми се чини дека добро го менеджира процесот на помирување на партиите или заедничко мислење, затоа што иднината на вашите деца, на моите деца, на моите внуци, на политиката на граѓаните вкупно е горе, а не долу. Ја ви благодарам што бев гостин. Сакам и да им се извинам на овие што малку ги напаѓав. Тоа е само провокација за да седнеме да разговараме, да се договараме, да не сватат дека и сум противник, него сум пријател. Не, твојата позитивна енергија. Умерено напаѓање е дозволено. Сега значи треба да се караш па да седнеш на маса да се договориш. Јас сметам дека не ги нападне воопшто. Да ги поздравам советниците и градоначалник, да им посакам успешна кариера и им ставам на располагање на сите 18 советници. Благодарам што бев се гостин. Благодарам и вас. Почитувани, мислам дека имавме добра емисија, ве поканувам повторно на ново дружење на ова фреквенција. Се надевам идната емисија ќе бидеме со градоначалникот Митко Јанчев, со кого ќе го завршиме овој циклус на емисии посветени на новиот совет и новиот градоначалник на општина Кавадарци. Пријатен вечер.